Јас сум Весна Дамчевска, продолжуваме со бизнис вестите. Денеска зборуваме за така наречените брзи пратки кои што стануваат се поактуелни кај нас, а со мене во студиото е Игор Гешовски, директор на приватната компанија Екологистик, која што веќе е препознатлив бренд во носењето на пратките. Добро дојдовте, господин Гешовски. Добро ве најдов. Кога ќе кажеме за брзи пратки, во последно време се чини една експанзија на пратки од Тему, меѓународна платформа за купување на производи, и она AliExpress која што веќе е постара. Тука веќе влеговте, земавте значаен дел од македонска пошта која што ги доставуваше пратките на AliExpress, а се препознатливи по доставувањето на пратките на Тему. Кажете ми, дали имате можеби некоја статистика колку дневно шлепери, пратки има, како тоа оди тој бизнис, како се развива? Да, благодарам за поканата. Ова е актуелна тема. Ќе пробам на кратко на гледачите на вашата публика да објаснам. Ние го носиме AliExpress, комплетно го преземавме. Не е во прашање македонска пошта, туку државните пошти во регионот ги заменија со приватни. Во 6 или 8 држави се случи таа трансформација. И ние успеавме за кратко време, за неколку месеци, од најслаба достава имаше Македонија во однос на AliExpress, да бидеме најдобри, официјално ни потврдија дека имаме најдобра достава на AliExpress. После тоа се случи Тему, која е светски хит, да кажам, платформа која веќе 2-3 години работи, но направи огромни бројки, доста агресивно и мудро играат на пазарот. Треба да учиме веројатно тоа. Ние го носиме најголемиот дел на Тему, ние и први почнавме. Тоа е бројки околу 10.000 пратки дневно, повеќе од 10.000 пратки дневно, и тоа се зголемува. Мора да кажам дека во една пратка има по 2-3-4 нарачки, зависи. Сега е прво ниво тоа што е до 22 евра. Се очекува да почне второ ниво, ќе се зголемува бројот на пратки, тоа е сегде во светот така. Но не е само Тему и AliExpress, ќе најаваме ексклузивно за вашата публика, за гледачите, дека допрва ќе стартуваат уште неколку светски платформи овде, каде што овој бизнес сегмент ќе се развие значително на нашиот пазар. Дали се тоа бизнес платформи европски, азиски, дали може некој деталче? Види, ние сме курирска служба, сервис, не се занимаваме од каде доаѓаат. Ја искрено ќе кажам, сега за сега од Кина е највеќето, но има најави од Америка кај нас, од Европа полека. Ја би сакал и нашите платформи, продавачи, произведувачи на продукти да можат да изнесат надвор. Ние дадовме еден предлог до владата, до Министерството за надворешни работи, бидејќи извозот сега е кај нив. Нормално почекавме малце да се консолидираат, прават трансформација. Тоа не е лесно кога се работи за државен апарат, да се постават контурите како тоа ќе изгледа, кој ќе одговара на кој ресор, да може и државата и ние како служба, како сервис да дадеме поволности за нашите продукти и нашите компании бидат конкурентни на пазарите во регионот и во Европа и подалеку. Така. Слушнав, рековте прво ниво до 22 евра. Малку да објасниме што значи тоа. Тоа е законска рамка каде што се ослободуваат од царина без давачки. Значи до 20... После тоа следи ДДВ, пријава и на 90... Секоја нарачка до 22 евра ќе стигне ослободена и ќе стигне до вратата на купувачот. И сега кажете ми, рековте 10.000 пратки, многу е тоа голема нели бројка. Еве со колкав капацитет располагате, колку имате вработени, колку имате возила, тоа е низ цела Македонија, како тоа се случува? Да, ние околу пола милион пратки минатиот месец однесовме, овој месец е појак, подобро, мислам поголем број пратки има, вкупно зборам, нели? Така да успеваме за сега да се поставиме. Ние постојано сме присутни со подигање на нови капацитети, на нови логистички центри, вработуваме нови луѓе, зимаме партнерски. Имаме одлична можност за бизнис модел. Им даваме на луѓе разработен бизнис кој гарантирано добиваат значителна добивка и тоа расте, во секаков формат расте. Нашиот модел се заснова на локална работа, луѓето работат на мал простор, нема некои трошкови.
локално сме поставени, има комуникација и сето тоа бара малце трпение. Има многу нови луѓе што се вклучија на онлайн купувањето и сега им треба време за едукација. Они одма ќе им дое порака, вртат, прашуваат, имаме така доста интересни сцени, но верувам дека брзо ќе се навикне пазарот на тоа. Ќе не препознаат, ќе искомуницираат со луѓето, ќе бидат јавени. Ние правиме напор сето тоа што доаѓа да го проследиме брзо. Сите учиме, ова е нов начин во кај нас и државата учи и мора малце трпение, но мора да нагласам дека ние мора да се подготвиме за тоа што доаѓа. Тоа исто како пред зима паметни луѓе купуваат дрва кога се ефтини, ние исто мора однапред да се подготвиме, иначе ќе не затекне зимата и ќе бидеме во непријатна ситуација ако само чекаме нешто, а не преземеме некоја акција за да го подобриме тоа и да искочиме, да одговориме надвор на пазарот. Кај нас за жал еве и српски пошти доаѓаат, регистрираат и косовски, тоа не е случајно. Ние не сме опште атрактивни како пазар, имаме најниски цени за достава, ама веројатно наоѓаат некој интерес за да се наметнат на овој пазар и тоа треба да се запрашаме сериозно сите како општество, зошто тоа ли се случува, што треба да преземе и да бидеме помудри да донесеме паметни одлуки. Така. Рековте дека нели ја ширите мрежата. Тоа е на некој начин, се размислувам како тоа се случува, како со подизведувачи, што би кажале во градежништвото. Така, ние стигнавме едно ниво каде што се одлепивме од конкуренцијата, сериозно се одлепивме. Направивме одличен систем, имаме и мотото ни е наш домашен бренд светска услуга, применивме технологии кои што се применуваат во најразвиените поштански или курирски служби, како сакате. И тоа возможува еден порелаксиран начин на работа, каде што све се евидентира, GPS, секоја пратка е во систем, може буквално да видите капацитети, колку време се губи на било што, да се верификува. Сега тоа треба да се наметне на пазарот да го прифатат. Значи има кај нас можност за осигурување на пратка, гарантирана, експресна, приоритетна. Сите видови пратки ги работиме, значи од најгабаритна до најситно писмо. Нормално за да се сето тоа укомпонира треба одредено време. Ние сме на добар пат, бидејќи резултатите ни се подобри. Гледате со какви бројки се соочуваме. Тоа практично ние работиме повеќе од вкупниот поштански бизнес на достава на пакети, одаме повеќе од 50%, сигурно е многу повеќе. Така. Каков е вашиот впечаток воопшто? Како се развива пазарот во Македонија во однос на регионот на овие поштански или курирски, како што викате, услуги? Проблемот со работна сила овој сектор сегде е присутен. Ние мора да ослободиме квоти за да може да увеземе сила. Сега ние работна сила не можеме од регионот, пошто не сме атрактивни, има повисоки плати во регионот, но ќе бараме некои решенија можеби од надвор. Зашто се случува криза секаде во овој сектор? Затоа што уште нема измислено некоја машина што може да го заврши ова делење на пратки. Барем да сортира. Да, не, за сортирање имаме и тоа технолошки линии современи внесуваме. За прв пат кај нас супер брзи, супер модерни, супер паметни. Ќе го смениме тој дел, но другиот дел што е за достава, таму човечкиот фактор е многу битен, зборам за онаа достава до врата. И имплементираме сега и пудо технологија, значи со сандучиња, со партнери да доставуваме пратки преку бази локални препознатливи дуќани, тоа ќе им помогнеме и на локалниот бизнис да се развие подобро, бидејќи од кај него кога ќе оди да земе пратка или остави ќе купи нешто, без разлика дали е тобако, цвеќара или некоја друга продавница бензински и така натаму. И тоа го правиме по начин како што современите пошти и регионалните пошти го прават. Кај нас проблемот е што ниската цена не дава многу простор за развој. Многу ниска цена, имаме на доставата, најниски сме во регионот, но ние веруваме дека тоа ќе се смени, затоа вложуваме, се развиваме, растеме, осовременуваме и набрзо мислам ќе си дојдат работите на свое место. Мора да имаат разбирање и граѓаните и државата, овој сектор мора да го помогнеме. Значи, ако имаме некој сектор што се очекува да расте или расте, треба да најдат механизми дали ќе бидат тоа некои бескаматни кредити, дали ќе трансформација ќе направиме со еколошки возила, дали за технолошка опрема, дали за поедноставување на процедури, пошто ние имаме еден чуден закон околу работата со поштите, сива економија има многу диви поштари доставувачи,
Тоа државата треба побрзо да го направи, да воведе фискална дигитална сметка, начините за плаќање последни сме во регионот, значи тие финтек технологии треба да ги примениме кај нас, како што е SoftPOS, да кажеме, или други форми на плаќање, за да можеме поедноставно да искочиме престрел на граѓаните, не да го тераме најди кеш волку, па бакшиш дали има, па нема и губиме сите време, а и тоа е малце изигрување на пазарот и на составите. Тоа беше една забелешка што ја прочитав некаде, мислам дека дали од асоциацијата на ЕТГовија, токму за тоа дека ние мораме да одиме во насока, нели, на веќе што повеќе електронско плаќање, затоа што и при превземањето, нели, на производи, ова сега зборувам за тему и за овие сите плаќаат, нели, електронски сакала или не. Меѓутоа, кога нарачуваме сите дома, бидејќи ја има таа можност достава, плаќање при достава, некоја као не знам зошто мете како поголема сигурност дека на вистина дека не е некој лажен трговец или така. Ние набрзо ќе сврлиме една алатка за гарантирани на производи, за да купувачите бидат сигурни, средствата ќе бараме да бидат резервирани, да може да си проверат продуктот, да си го вратат ако не, да не бидат изиграни, измамени, зашто и тоа реално се случува. Но државата е главниот играч во ова сето. За да се смени состојбата, они мора да воведат системи кои ќе бидат со многу мали провизии, за да бидат атрактивни и за тие што продаваат и за тие што купуваат. Треба да водат транспарентност при продажбата или гаранција одредена, како што се системи за PayPal и така натаму, во светот ги има многу, ама не мора да користиме странски системи, ние можеме да направиме и домашна платформа која што ќе гарантира, и тоа сакаме да го понудиме на пазарот, за да биде по-безгрижно купувањето, за да нема измами. Иначе сите ни е познато што се случува со сивата економија, влегуваат пратки од секаде, неверификувани, таму настануваат проблеми доста, се враќаат, нема кај да ги вратат. Ретърнот е голем проблем со тие пратки и тоа што се продава, зашто оние плаќа, му носат на врата, после тоа отвора, не е тоа или сгрешена боја или во вреќа, што било. Да, и тој дел мора да направиме сите да го поместиме, да не бидеме на такво дередже што викаат. Така. Нашите. Така. Дали сте подготвени и дали имате таква можност за плаќање со картичка при превземање на производ? Да, значи ние посо воведуваме кај нас преку апликација мобилна на телефонот, без контактна апликација, да може да скенира картичката и да наплати. Друга опција има во самите бази наши, имаме многу, најголема мрежа на бази, имаме 75-80 бази, планирано ние за оваа година преку 100 бази да имаме во Македонија. И таму има терминали да може да наплатат. Има некои компании, Topshop, знам дека пушта и на рати, има терминали, дават и од поодамна се грижат за нивните корисници да добијат можност таква. Но генерално како држава мора да изстапиме, да одиме чекор напред со современото време. Иначе ќе не се случи, ќе дојат други бебе како што сега доаѓаат платформи со одредени предности, услови, начини, помодерни, понапредни и ќе го земат колачот од пазарот, ќе бидеме ние пак во незавидна положба, треба да се свестиме и да направиме исчекор за да го промениме тоа. А вие индиректно постојано го следите тој пазар како доставувачи на пратките и какво е вашето чувство? Дали тој пазар расте? Реално расте, тоа сите го гледаме. Меѓутоа со каква динамика расте? Кај нас до пред ова да се случи беше негде преку 30%. Значи растев е малце повише од европскиот, пошто мора да истакнам дека Македонија е последна во Европа по продажба на онлайн. Сега тука Македонија, кога зборувам, мислам и Косово, Албанија, тука сме негде. Но верувам дека тоа има шанси и ќе мора да се промени, бидејќи светот е натаму. Отиден, више продавниците доаѓаат кај луѓето, не одат луѓето во продавниците. Друго има голем бенефит, јас ќе им предложим на државата за луѓето што се хронично болни, лекарствата да им стигаат на адреса, да најдеме начин како да направиме тоа. Мислам, ние ќе направиме сериозна отстапка како компанија, треба и државата да помогне да измисли начин како да им дадеме една добра услуга, зашто замислете тие се неподвижни во колички со скршеници или било каква некоја хронична болест имат, да ги тераме да идат по аптеки па да барат во аптеки има, во таа нема, за некој лек ситен или ефтин, да не. Тоа мора да го смениме. И друго исто, има еден куп мајки со деца, луѓе, сега е сезона на вируси, грипови, гледате што се случува во целата држава. Место да искачаат тие да пренесуваат вирус одреден, треба доставните да ги остават до нивните врати за да се заштити популацијата, да не се малтретираат тие доволно имат мака што се болни.
Да кажам, каков е соодносот меѓу домашните и странските понудувачи и трговци во однос на оно што го набавуваат луѓето преку вас? Видете, тоа домашни и странски, не знам сега, например, Ананас каква платформа ќе сметате, таа беше македонска, ја купија. Ананас направи пример добар дека може да се направи резултат добар и на домашен терен. Они практично за година нешто направи добри, одлични резултати. Значи ги следат светските трендови на маркетинг, на пенетрирање на пазар, на понуда, на што поголема понуда на производи. Во наредниот период треба да очекуваме дека турски компании се најавени ќе дојдат со сериозни понуди, практично тоа се компании кои државата ги стимулира за извоз, затоа посочив дека треба државата да направиме облик, некоја форма како да ги стимулираме нашите продавачи да излезат на трети пазари. И балансот сме негде тука во вкупната маса на пратки, но тоа ќе се смени, зашто ние не сме подготвени многу за маркетинг, нема стимулации, нема добри платформи. Сега влезале и странски компании да прават веб-сајтови и e-commerce продавници. Верувам квалитетот ќе се подобри, со плаќањето ако се на привчекор, може ќе фатиме и ние да можеме да им парираме на овие странски платформи кои што има современи кол центри, поддршка сериозна, пратење на секоја позиција и состојба каде е пратката, замена, брза реакција. И ние треба истото да го совладаме за да можеме да им парираме, иначе ќе не поколпат. Тоа се мокни платформи кои стварно имаат и голема понуда, имаат и доста предности и затоа го освојуваат пазарот. Така, за крај, дали имате непријатни случаи во работењето? О, да, секако, ја кажав на почетокот, тоа се нови моменти, малце да им пренесеме, многу пати се јавуваат, мајстор се јави еден, наместил све, вика дури диплите ги ставив, ги чекам штрафовите, кога ќе дојдат, кај порачавте штрафови, кој вика порачав, вика вчера, вика од Кина. Сеава жена, друга вика, дали курирот ваш во Кина ја зема мојата пратка. Да, има таму пишува позиција на пратката аеродром, она вика, јас не сум во аеродром, јас сум во Карпуш, ми пишува аеродром овде нешто. Имаме такви многу, еден човек дури рече ќе не пријави, ќе не тужи, купил телефон. И на крај кога погледнавме пратката, колку сте го пратили, зашто сега до 20 евра, вика 120 и нешто денари. И дајте на рачката, он порачал маска за телефон, фотрола, ама таа стајана била на телефонот како изгледа и доли има разни бои. И има такви случаи, полно има една жена порачала за пречистувач за воздух, у суштина тие филтри продавале. Значи, ама го даваат и дека филтрите се за пречистувач за воздух и многу ред други. Така, секој ден има такви јавувања, многу интересни, доаѓаат, ги зимаат. Јас стварно сум изненаден за овие мали и обични работи, пошто за 20 евра што може да купите. Луѓето реагираат како да се работи за некој витален орган кој треба да го добијат или некој лекарство што ќе спаси живот. Некој, нели сите има, некои им се многу искусни, се познаваат, чекаат, се благодарни, пофални зборови и така натаму. Наша задача е да го дигнеме на највисоко можно ниво и со мало трпение ние ќе бидеме, верувам дека и во овој поглед супер брзи, супер модерни, супер комуникативни. Земавме најнова централа за кол центар, ќе примениме вештачка интелигенција за одговарање, пронаоѓање на пратките, истото го правиме на нашиот веб. Мислам дека можеби до крајот на месецот ќе биде тоа сето подобро спакувано. Имаме нон-стоп конкурси, даваме одлична можност за луѓе кои сакаат и дополнителна работа и да отворат свој бизнис. Ние сме им партнери сериозно, им гарантираме дека ќе заработат, тоа не го дава никој моментално на пазарот дека гарантира дека ќе заработи. Ги помагаме со возила, со искуства, систем, контрола, комплетно мислам дека крајниот резултат ќе биде одличен. Така, Гешовски, ви благодарам што бевте денеска со нас и се гледаме повторно да размениме искуства во куrirскиот сообраќај. Ви благодарам, велете кога сакате на располагање со мене. Ние продолжуваме со нашата програма.